Вести на Каналус. Кочани ги одбележат двата големи датуми за историјата на градот и државата. Делегации положија цвеќе пред споменикот на слободата. Делегации од општина Кочани, од Сдруженијето на борците од Народно-ослободителната војна и представници од двете најголеми политички партии по повод 7 септември, денот на ослободување на Кочани, и 8 септември, денот на независна и суверена Македонија, на споменикот на слободата положија свежо цвеќе и оддадоа почит на загинатите борци. По повод ослободувањето на градот Кочани, денес положиме свежо цвеќе на споменикот на слободата. Пред неколку денови се одржа голем собир на Лисец Плачковица, на кој присуствуваше и политичкиот комисар на 4-та ударна македонска бригада, покрај што евоцираше спомени за формирање на бригадата. Тој каже и многу детали и интересни работи за ослободување на градот Кочани, бидејќи тој директно учествувал и раководел со операциите за ослободување на градот. Од Кочани и Кочанско во текот на народно-ослободителната борба учествувале 2578 борци, од кои сега живи има само 23. Пред еден месец, односно поточно на 8.8. умре најстариот жив учесник од борците Боро Борис Стојчев, Капо, Бог да го прости. Копнежот за слобода, економски просперитет и демократски напредок на државата бил вековна борба на македонскиот народ. Тој предизвик и денес е исправен пред граѓаните на градот Кочани и пред цела Македонија, истакнаа представниците од политичките партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Делегацијата на ВМРО-ДПМНЕ, во која што сум член и јас, и во оваа прилика сака да ги поздрави, значи, сите оние кои што се били учесници за ослободување на градот Кочани, да им даде помин на сите кои што загинале, и ВМРО-ДПМНЕ од секогаш и секогаш ќе биде дел кој што ги почитува борците за слободна Македонија. Исто така го чествуваме и утрешниот ден, тоа е 8 септември, на кој што ВМРО-ДПМНЕ особено е гордо, затоа што за прв пат ме самостојна држава ја добивме на овој датум. Градската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Кочани им го честита денот на ослободување на сите жители на општина Кочани 7 септември, како и 8 септември, денот на независност на Република Македонија. По тој повод исто така положивме денес цвеќе. Независна Република Македонија е обврска за сите нас, да ја сочуваме и развиваме земјата во духот на слободата и демократските вредности, завршија присутните на споменикот на слободата. Писмена честитка до граѓаните на општината по повод двата празника 7 и 8 септември испрати градоначалникот Радко Димитровски. Во неа, меѓу другото, тој повикува да се чуваат и градот, општината и државата како татковина на сите етнички заедници во неа. Обраќајќи им се на граѓаните на општина Кочани во писмената честитка до нив, градоначалникот Димитровски вели: 7 и 8 септември, ослободувањето на Кочани и независноста на државата се два големи датуми за историјата на Кочани и на Македонија. Во нив е збран стремежот за слобода, непокорот, но и почит кон сите жртви во борбата против робството. Огромно е задоволството што градиме и се бориме за подобар живот во нашата општина. Гордост е да се живее во своја слободна и самостојна национална држава на македонскиот народ, татковина на сите припадници на другите етнички заедници во неа. Наша обврска е да ги чуваме и градиме и општината и државата, да создаваме услови за квалитетен живот на идните генерации. Нека ни се честити празниците 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, и 8 септември, денот на независна и суверена Македонија, се вели во писмената честитка од Димитровски до граѓаните на општина Кочани. Собирањето на отпадот од специјализираните контейнери за хартија е некоординирано, поради што наместо чиста и уредна околина се создава грда слика во централното градско подрачје. Од комуналното јавно предпријатие Водовод признаа дека се работи за пропуст, ветувајќи дека ќе работат тој брзо да се отстрани. Расфрлани хартиени и картонски остатоци и амбалажа,
е вообичаена слика што може да се види покрај специјализираните контейнери што се поставени на неколку локации во Кочани. Најкарактеристичен е случајот со контейнерот во населбата Стришани, каде отпадоците скоро 2 недели стојат расфрлани. Дополнително, сликата ја наградуваат и другите 2 контейнери за комунален отпад, кои преку викендите се преполнуваат и го чекаат првиот работен ден во неделата за да бидат испразнети. Токму затоа имаше и дискусија на последната седница на Советот, со која беше пренесена реакцијата на граѓаните. Ќе бидам искрена дека чистењето се прави почесто и тоа е видливо од граѓаните, меѓутоа за контейнерот што се однесува за хартија, што има назнака од Екопак Хит, значи истиот е во хаотична состојба, тоа можете да го видите и сега на лицето. Од Водовод признаа дека се работи за пропуст, поради кој состојбата не е според стандардите за комунална хигиена, посебно во овој дел на градот. Образложението за тоа беше во недоволната координираност меѓу сите субјекти, посебно кога се работи за празнењето на специјализираните контейнери за отпад од хартија. Слабоста ни е во делот на изборот на локацијата за контейнерот за одлагање на хартиена и картонска амбалажа и во делот на динамиката на изнесување. Значи, таму се изнесува на тој и по потреба, зависно колку е полн контейнерот и колку често се информирани службите. Во секој случај имаме полоша слика и полоша ситуација, што е реалност на лице место. Ке се обидеме и таму во делот на укажувањето на објектите кои го прават овој отпад да ги одложуваат картонските и хартиените амбалажи во развиена форма за да не зафаќат место, а во исто време да не го скратат периодот на почесто изнесување на ваквите и сервисирање на ваквите контейнери. Слично како во Стришани и на други локации каде што се поставени мрежести контейнери за собирање картонска и хартиена амбалажа, поради некоординираноста се случува тие со денови да стојат преполнети, поради што новиот отпад се остава наоколу. Во моментот, на 15 на места во близина на стопанските објекти и во централното подрачје на градот се поставени контейнери за собирање пет амбалажа и хартија, како дел од мисијата за ефективно управување на системот за собирање и искористување, односно рециклирање на отпадоците од пакување. Пукнати ѕидови, влага во домовите, фекалии и смрдеа насекаде. Се последиците од пукнатата цевка на канализацијата на улицата Ристо Симеонов во Кочани. Овој проблем жителите го имали и лани, кога од страна на Водовод била санирана штетата, но годинава повторно се соочуваат со истиот проблем. Пукната цевка на канализација им прави проблеми на жителите на улицата Ристо Симеонов во Кочани. Трета недела тече вода и им ги полни домовите на граѓаните со фекалии, а од пред 3 дена почнала да тече и друга цевка за довод на вода за пиење, што се наоѓа на средина на улицата. Жителите се жалат на смрдеа и опасност од евентуални зарази, а од влагата напукнале и ѕидовите. Оваа вода не само сега што тече пред 2 години имаше, тук се познава местото дека е бетонирано, а како е направено и дали е исправно направено и не би требало да тече сега ако е исправно направено. За нас тука комшиите ово е неуред да тече водата. Еве, мали дичиња, сакам да ги прошетам. Тоа е температура висока, бактерии, а од спротивната страна веќе смрде. И тамо треба да дојдат, интервенират. Ние лично не сме, ама тука другите комшии интервенират. Водовод, они викале тоа е многу работа. Ако дојдеме, многу е работа. А ние кога си ги плаќаме редовните сметки, тоа за нас не е работа. Тоа е зараза, тоа е стално испаѓа. Тоа пред неколку години санираа, колку се санирале, како се санирале, само тоа кажува па овоа, што ми побрзо дефеко, а мимо тоа што тука настанува, тамо е било 2 години, 3 под такав викат. Била мал проблемо и постепено, односно в дадени моменти сопирала, ама сега пак тече. И сега долго време тука тече, и не само што тече, него добива и некоја ареја, смрдливост. Ланска година во Осекопа. Ништо усаглам не се направи. Гледам сега од вчера како пукна водата, ово се издува, плочата падна доле. Видиш какво издувано е целата. И ѕидо исто. Ձидо се издува целиот. На комшиите тамо издува се и ձидо и
и ово кажи го стубовето и они пукнаа. Тоа е многу штета и колото не може да си укаруваме само од тоа што не се спресиме мерки. И тоа се чека, јави се, одма кога почне да тече водата, ја го трети ден или четврти кога тече така вода, никој не дојде да види. Исто на таа улица другата. Жителите велат дека се обратиле до водовод и после 3 недели дошла екипа за санирање на едниот проблем, а другиот останува нерешен. Жителите бараат да се реши и другиот проблем кој со години наназад се провлекува на оваа улица. Од КП Водовод истакнаа дека едниот наскоро ќе биде решен и штетата ќе биде санирана, а за вториот проблем што се однесува на течењето на цевката за довод на вода на средина на улицата, екипа доправа ќе излезе на увид за санирање на проблемот. 550 хектари државно земјоделско земјиште во Виничко е засадено со лозови насади, бадеми, лешници, вишни и цреши. Интересот кај земјоделците се повеќе расте. Најавен оглас се нудат нови 50 на хектари. Општина Виница нуди нови 48,5 хектари земјоделско земјиште под закуп. Нова шанса за земјоделците е да ги прошират своите површини со нови насади. Станува збор за земјиште во катастарски општини Калиманци, Јакимово, Трсино, Блатец, Липец, Пеклани, Драгобраште, Лаки и Стивања. Јавниот оглас беше распишан на 31 август. Во општина Виница најзастапени се лешникот. Во последните години исто така се подигат насади со вишна, цреша и интерес има исто така за подигање на насади од бадеми и ореви. Од вкупно 126 договори склучени во изминатите години, 35 се раскинати заради неплатена закупнина, додека останатите се активни. Паралелно тече и огласот за легализација на насади, за кои не е регулирано корисничкото право. Во овој момент исто така на територијата на општина Виница, како и на целата територија на Република Македонија е распишан јавен повик за користење на државно земјоделско земјиште, тоест за површините кои земјоделските производители ги користат, на кои се подигнати долгогодишни насади и истите согласно овој јавен повик можат да се ги легализираат. Потребните документи и податоците за површините кои се дадени на јавниот оглас можат сите заинтересирани да ги добијат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Виница. Земјоделците од Виничко до 29 септември можат да аплицираат како физички лица за закуп на државно земјиште до 3 хектари, а можат да поднесат и барање за закуп во трајање од 15 до 70 години, зависно од активноста и од земјоделската култура што ќе се одгледува на земјиштето. Почетната цена по хектар се утврдува во зависност од местоположбата и од катастарската класа на парцелата и изнесува од 5 до 25 евра. Аикидо клубот Нико најверојатно ќе мора да ги прекине тренинзите затоа што не може да ја користи спортската сала во основното училиште Никола Карев. Одговорните во училиштето велат дека договорот за користење на салата завршил, а не е обновен затоа што објектот ќе се користи за развој на други колективни спортови. Аикидо клубот Нико најверојатно ќе мора да ги прекине тренинзите затоа што останува без простор во кој ќе може да работи. Вратите на салата на основното училиште Никола Карев, каде досега се тренираше, ќе бидат затворени за членовите на клубот и за рекреативците кои посетуваа кардиофитнес. Од Нико испратија известување во кое се вели дека без никакво дополнително објаснување во саботата навечер, токму за време на тренингот, им бил доставен писмен допис во кој било нагласено и заклучно со 6 септември договорот за користење им истекол. Според насоките, одговорните во клубот требало за неколку дена да ги соберат реквизитите за вежбање и да ги ослободат досегашните термини за користење на салата. Со тоа прекинува соработката меѓу клубот и основното училиште, за која двете страни имаа пофални зборови. Неколкуте возрастни групи што вкупно броеја 80 активни членови кои тренираа аикидо, за сега остануваат на улица. Во Нико не знаат дали клубот воопшто и ќе продолжи со работа. Барајќи одговор за новонастанатата состојба, директорот на основното училиште Никола Карев, Владо Андов, во телефонски разговор ни рече дека нема ништо спорно во сето ова, со оглед што договорот за користење на салата на аикидо клубот му истекол, а не постоела обврска да се обнови. Исто така, според насоките што биле добиени од општина Кочани,
Било планирано во наредниот период објектот да почне да се користи за развој на други колективни спортови. Освен за футсал екипата, што беше формирана пред 1,5 година, веќе биле започнати активности за оформување одбојкарски, како и ракометен клуб во машка и женска категорија. Според Андов, сумата што била наплатувана од час за користење на салата била премногу ниска за покривање на трошоците, а освен тоа и раководните лица на Аикидо клубот веќе не живееле во Кочани. Постоењето на клубот според него воопшто не доаѓало во прашање, затоа што тренинзите можеле да се реализираат и во другите спортски сали во градот. Традиционални манифестации. Мотоклубот Винеам хумано го одбележува Денот на независноста. Годинава одржано 24-тото меѓународно рели Македонија независност 2015. Моторџиите од мотоклубот Винеам први се приклучија кон одбележување на Денот на независноста уште во саботата на 24-тото меѓународно рели на Мотофедерацијата насловено Македонија независност 2015. Како домакини на повеќе од 500 моторџии од Македонија и Европа, виничани на плоштадот Ангел Винички организираа и хуманитарна акција за потребите на Црвен крст. Според председателот на клубот Диме Стојков, членовите кои активно се вклучиле во тридневното рели, донирале и пакети хигиенски средства, вода и облека за потребите на социјално загрозените семејства, чин кој го направија мотоклубовите низ повеќе градови во државата. Меѓу фановите и подражувачите на релито Независност беа и неколку иселеници кои со своите луксузни мотори дојдоа директно од Швајцарија. Традиционалното меѓународно рели веќе 24 години наназад успешно е реализирано од страна на Мотоциклистичката федерација и може да се каже дека една од најстарите манифестации што во континуитет се организираат за одбележување на Денот на независноста на Македонија. Релито започна најпрвин од Скопје, преку Куманово, Кратово, Пробиштип, Кочани, Виница, па продолжи кон Берово, Струмица и завршува во Стар Дојран, односно кај кампот Партизан. За вторите 2 дена од релито беше предвидена друга погранична рута кон Охрид и Струга и повторно назад кон Скопје. Турнејата за избор на Мис на Македонија за Мис Глоуб 2015 стигна и во Кочани. Во неделата во Либеро кафе беше избрана најубавата кандидатка за град Кочани. Титулата ѝ припадна на Елена Ангеловска од Скопје. Елена Ангеловска од Скопје избрана за Мис на Македонија за град Кочани. Изборот и представувањето се дел од турнејата, што манекенките од Црнокрак ја прават низ повеќе градови на Републикава. Во Либеро кафе беше избрана најубавата за град Кочани. На модната ревија се представија 8 девојки, од кои за Мис Фейс беше избрана Маргарита Георгиевска. Титулата Мис Фото и припадна на Марија Сачмаровска. За најшармантна од сите девојки беше избрана Наталија Андовска. Мис Боди Сара Таневска, а најмногу гласови од публиката доби Тамара Фишер. За втора придружничка беше избрана девојката со реден број 6 Ангела Ставревска. Прва придружничка Кристина Поп-Крстева и за Мис на Македонија за град Кочани беше избрана кандидатката со реден број 5 Елена Ангеловска. Сите девојки се членови на модното студио Црнокрак. Вечерас сме тука во Кочани, во Ливера, каде што ќе ги избереме финалистките за големото финале кој ќе се одржи во Велес, на Велешко езеро, во хотел Романтик на 10 во четврток. Победничките од секој град идат директно за финале, плюс уште у некои. Значи, на финалето ќе се представат 12 до 15 девојки, уште немаме решено. И се надеваме дека ќе избереме најубавата, која ќе представува Македонија на светскиот избор, значи на изборот за Мис Глоб, кој ќе се одржи во октомври во Канада. Прв пат оваа година во Канада. И јас прв пат одам за Канада, така да мислам дека ќе ја представиме Македонија како што треба. Црнокрак додаде дека право на пријавување за Мис на Македонија за Мис Глоуб имаат сите девојки од Македонија од 16 до 24 години, кои изгледаат убаво, кои се високи над 170 см, кои имаат шарм и харизма и да знаат странски јазик за полесно да се представат на светскиот избор.
Како дел од турнијата се избра најубавите кандидатки на повеќе градови од Републикава и после Кочани останува уште представувањето во Куманово. Големото финале ќе се случи во хотел Романтик на Велешко езеро на 10 септември. Вкупната победничка ќе представува Македонија на изборот за Мис Глоуб 2015, кој годинава ќе се одржи во Торонто, Канада во октомври. Придружничките пак ќе учествуваат на други интернационални избори за убавина, за кои Моното студио Црнокрак поседува лиценци. Нови пониски цени ќе има за бензините од понеделник на полноќ. Според регулаторната комисија за енергетика нема да има промени во малопродажната цена на дизелот. Како своевидна празнична честитка, регулаторната комисија за енергетика утврди нови цени на нафтените деривати. Цената на бензинот ќе биде пониска за 2 денари, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство остануваат со иста непроменета цена. Евро суперот од 95 октани ќе чини 62 денари за литар, а Евро Супер од 98 ќе се продава за 64 денари за литар. Дизелот останува по иста цена како и досега, 49 денари за литар. Нова пониска цена регулаторите определија и за мазутот. Тој ќе се продава по цена од 19,9 денари за килограм. Овие цени почнуваат да важат од полноќ меѓу 7 и 8 септември и ќе траат 2 седмици. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 денови изнесуваше 46,27 долари за барел, а курсот на денарот во однос на доларот бил 54,32 денари. Следува спортската информација. Фудбалски спортски викенд. Победи за Осогово и женскиот фудбалски клуб Кочани во второто коло од третата, односно женската фудбалска лига. Во вторник пионерски фудбалски турнир во организација на фудбалскиот клуб Кочани. Петарда на Осогово во Карбинци. Рака на срце и домакинот постигна 2 гола со кои значително го ублажи поразот, но ефикасноста што ја прикажа кочанскиот третолигаш во надпреварот од второто есенско коло е добар сигнал дека нештата се придвижуваат во посакуваната насока. 5 нови имиња очигледно не се само на хартија, а особено драгоценно е квалитетното засилување во нападот со враќањето на Паунов, кој придонесе со 2 гола во победата против Карбинци, додека Натков, Цветанов и Јаневски реализираа поеднаш. По исто толку кола, истото не може да се каже и за 1934-та, која го претрапе вториот сезонски пораз на тешкото гостување во Свети Николе. Овчеполе забележа минимална победа, а дека воопшто не е наивен противник, демонстрираше минатиот викенд во Кочани. Имајќи го тоа предвид, овој пораз на слога не е трагичен, но само доколку виничките црвено-бели заиграат во посакуваниот ритам во продолжението од полусезоната. Комплетни резултати од второто коло во третата фудбалска лига Исток. Карбинци Осогово 2:5, Овчеполе Слога 934 1:0, Академија Пандев Каменица Саса 7:0, Прегалница Голак Беласица 2:1, Напредок Здравие Баби 1:2 и Работник Плачковица 0:2. Без проблеми за аспираторот за првото место во женската фудбалска лига и во второто коло. На Никола Мантов, ЖФК Кочани, Ас Юнајтед 4:1. Останати резултати од второто коло во женската фудбалска лига: Топ гол Тиверија 1:0, Речица Борец 0:1 и Конзули и Статов 3:1. Во вторник, 8 септември, на стадионот Никола Мантов ќе се одржи традиционалниот турнир што го организира фудбалскиот клуб Кочани за фудбалери од генерацијата 2001-2002. На турнирот за пионерски екипи ќе настапат 4 тима, вклучително и домакинот фудбалскиот клуб Кочани. Турнирот ќе започне во 9 часот, кога на распоредот се двете полуфиналиња. Потоа следува пауза, пошто младите фудбалски надежи повторно се враќаат на игралиштето во 15:30, кога ќе се одиграат надпреварите за третото место и финалето. Освен пехарот за победничката екипа, скромни награди се предвидени и за најдобриот играч, стрелец и голман на турнирот.
Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.